Добар ден, почитуван градоначалник господин Борче Јовчевски, почитувана председателка на Совет господја Ирена Стеровска, почитувани гости, колеги, наставници, родители и драги ученици. Освен главната цел, која верувам сите ја знаете, заради чие одбележување денес сме собрани, има и два други значајни поводи за одбележување. Два јубилеја со кои се гордееме сите поврзани со папочната врвца наречена љубов со нашето училиште, односно сите кои учеле или работеле овде. Ова 2024 година нашето училиште слави 100 години од поставувањето на темелите на оваа зграда, која ќе стане символ на знаењето и мудроста на нашиот град. И 70 години од просветната дејност. Еден век, огледало на раст и развој на новите генерации во Прилеп. Не е мала работа. Горди сме што овие камени вертикали, како вистински тврдени, успешно го чувале, негувале, згрижувале физичкото и духовното растење на учениците, надминувајќи војни и немири, различни кризи, бурни периоди и обштествени промени. 100 години од темелот на овој светилник на образованието и 70 години просветителска светлина за децата е пример на чување на вистинските вредности. Ова континуирано векување и постепено подобрување на основите се одраз на заедничката грижа на нашите сограѓани низ децениите. И сега, во 21. век, кога сме сите посветени на најважното, на децата, на кои иднината секогаш останувала и останува. Основното училиште Кочо Рацин денес е училиште со јасна визија и мисија. Училиште која има честа да го носи името на Кочо Рацин, еден од најзначајните македонски поети, творецот кој ги поставил основите на современата македонска поезија. Кочо Рацин е роден пред повеќе од еден век, на 22 декември во далечната 1908 година. Но ние денес сме во непрекиден дослух со неговиот книжевен опус и го чувствуваме како наш современик. И навистина, кој од нас никогаш не се почувствувал вака и не му дошло да викне? Изцедете, ограбете, пот и труд и меса голи, уста пуста затворете, да не каже оти боли. Иако е велешанец, Рацин си го чувствуваме за свој во секој македонски град и село, бидејќи пишувал за маката на народот. Се родил во семејството со многу деца на грнчарот Апостол и Марија. Детство меѓу двете светски војни, обележано со сиромаштија. Му помагал на татко си во грнчарскиот занај, но морал да го напушти образованието на 13 години за да работи и да му помага на семејството да преживеат. Сепак, Рацин продолжил да си биде учител на самиот себе си. Татко му се чудел како може после толку мачна грнчарска работа ноќе на таванот да чита книги, осветлен од свеќа лојаница. Читањето му било најсилното оружје за подобар живот. На 16 години се вклучил во работничкото движење, патувал во повеќе земји и учествувал на средби со други освестени луѓе. И преку својата поезија повикувал на бунт против мракот на подчинетоста. Тоа символично е прикажано во песната Копачите. На работа, на труд, да не сме саде ние, да не сме саде тука. Ние сме низ цел свет, безбројни, милиони. Ние сме саде тука, да не сме саде ние, да не сме саде тука. Ние сме низ цел свет, безбројни, милиони. Ние сме низ цел свет, безбројни, милиони. Ние сме низ цел свет, безбројни, милиони.
на трудот црн народ. Тоа и пречело на власта која сакала заспан и послушен народ. Па полицијата постојано го следела. 44 пати во затворите бил тешко измачуван. Но Рацин, кога и да излезел, продолжувал со револуционерната дејност. Тајно го објавил списанието Искра и се вклучил во народно-ослободителното движење. Во песната Татунчо, тој се простува со мајка си, заменувајќи во партизани. Ако жена не донесе ѓул, трендафил вода, верна, добра, млада љубав, не ме колни, не ме жали. Во борбата другарката сонце сјае, сонце трепти. Како дел од партизаните, загинал во партизанската база на Лопушник, близу Лазарополе, на 13. јуни 1943 година, во околности кои до ден денес не се целосно разјаснети. Според едни, поради тоа што бил наглув, не го слушал повикот од стражарот да застане и да се идентификува, а стражарот не го препознал и го застрелил по грешка. Според други, Рацин бил намерно убиен. Рацин загинал, но остана неговото дело. Во тие 35 години краток живот, тој се постигнал сам. И самиот бил и аргот, и копач, и тутуноберач, и каменорезац. Затоа тој ја знае вековната мака на нашето клепчење. Лист по лист кини, лист по лист нижи, лист по лист превртуј, притискај, лист по лист милно, таговно реди. Денот ли дојде, тој да се мери, мерка му нема. Ленка не е жена од неговата фантазија, туку е една од многуте девојки од малото, која мачно работејќи во монополот се разболела од туберкулоза и го изгубила животот. Колку ленки видел овој македонски народ за кој Рацин источил безсмртно сведоштво? 3-та година. Земјата на Ленка покри снагата. И ноќе, кога месечко, гроби со свила виеше, ветерчок тихо над неа, жална и тага рееше. Зошто остана кошула недоткаена? Кошула беше даровна. Се родил како Коста Сова, а прекарот Рацин си го додал кога се влюбил во велешанката Рахилка Фирхова Раца. Незе и се посветени љубовните песни од неговата збирка антологија на болката, а таа ниту еднаш не му одговорила на љубовните стихови напишани за неа. Ниту на 31-та дописна поштенска картичка испраќани до неа. Некои подпишана и со неговата крв пролеана во затворот. Го земам твоето име како мое, а за тоа ти подарувам безсмртност. Кондензиран воздив по тебе, антологија на болката и мој портрет. Ако побераш капка крв од моето тело и душа, ја имаш веќе. Моето идно име ме врзува за секогаш со тебе. Рацин се покажал и како прозаист, но за нас е најзначајна стихозбирката Бели мугри, која е култна, омилена и на драго срце пред прочитувана книга. Таа е отпечатена во Сомбор, близу Загреб, 1939 година и легално во 4000 примероци. Книгите биле расширени низ цела Југославија, иако веднаш по објавувањето била забранета. Со таа безсмртна и по многу нешта единствена поетска книга, Рацин ја покажал маката на работливиот народ, нееднаквоста помеѓу сиромашните и богатите, неправдите помеѓу луѓето и повика на револуција, на бунт
против сите што газат врз човечкото достоинство. Со неја, визионерот Рацин ја направи зората по ноќта, слободата на Македонија, уште пред да почне Втората светска војна. Со неја, поетот Рацин даде пример од кој учеле подоцнежните поети и генерации ученици и следбеници на неговото дело. Рацин сте сите вие. Рацин е Македонија. Или како што најубаво рекол големиот Блаже Конески, Рацин е кратенка за името на сите нас. Велат, луѓето постојат се додека живеат во спомените и кажувањето на своите блиски. Ние и нашите ученици, читајќи ги и кажувајќи ги наизуст неговите стихови, ткаеме космичка преградка низ незаборавен. Полна благодарност за нашиот патрон. Нека му е вечна славата на нашиот патрон Кочо Рацин. Почитувани. Јас сега сакам да изразам огромна благодарност до општината затоа што нашето училиште немаше да биде вакво без нивна помош. Исто така, благодарност до сите наставници, претходни и сегашни, за просветителската дејност која што ја продолжуваат во воспитување и образување на децата. Благодарност до стручната служба, благодарност до административната служба, до техничката служба. Оти ако не беа сите тие, наше училиште немаше да биде проеден. Јас ми се заблагодарувам и на соработката со родителите, али верувајте, најповеќе му се заблагодарувам на нашите ученици, кои што од нивните главчина, верувајте, протекуваат многу идеи, дури и нашето училиште не може да ги оствари. Али секогаш се трудиме да бидеме со нив заедно. И сега на крајот би посакала оваа зграда да одолее на забот на времето, да постои уште векови и да излегуваат од незе многу добри, успешни генерации кои што ќе бида гордост за нашето училиште, а и за нашата сакана Македонија.